Архитектонските бариери и понатаму се главна пречка за инклузија и самостојно живење на лицата со телесен инвалидитет. Пристапноста до објектите е пречка едно лице со хендикеп да прерасне во образована и самостојна личност. Само една скала на еден објект каде што се изведува настава од основно или средно образование или на факултети, може да биде пречка за едно лице кое се движи со инвалидска количка да може да се едуцира. Ако тоа не се едуцира, ако не се стекне со одредени знаења и вештини конкурентни на пазарот на трудот, тоа утре нема да може да се вработи. Ако не може да се вработи, тогаш не може да обезбеди екзистенција за себе и за своето семејство. Аналогно на тоа не може да носи големи одлуки во животот, како што се купување на стан, засновање на брак, некои други бенефити и така натаму. Инфраструктурните проблеми генерално се обврска на локалната власт, која во Виница вети подршка на оваа група на граѓани. Знаеме каква е ситуацијата со луѓето, дека дел државата се бори, меѓутоа тоа е доста мал процент и мораме да ги уклучиме сите луѓе во секојдневното живење, во институциите и мораме да се грижиме за нив. Решавањето на архитектонските бариери е еден од низата проблеми на оваа група на граѓани, која не зависи од нив, но од самите нив пак зависи колку тие ќе бидат активни во општеството. Конкретно во Виница нивниот број е многу мал. Имаме 70 луѓе, а сме активни 10 луѓе и јас ќе се трудам сите тие луѓе што ги има по домовите, што ги е срам да излезат во јавноста. Имаме ние наш клуб Мобилност Виница, да бидеме поактивни, да имаме средби, да имаме дружба, за да можеме и другите луѓе да ни се зголеми присуството. Ова и многу други проблеми беа истакнати на трибина што се одржа во Виница по повод 25 години од формирањето на Сдруженијето Мобилност Македонија.